Благодарам, колега Джафери. Сепак деловникот треба да се применува цел, а не само делови од деловникот кои што мислиме дека во моментот ни одговара. Во врска со предложениот закон за изменување и дополнување на изборниот законник по итна постапка би сакал да бидам чесен и да се заблагодарам на представниците на сите пратенички групи кои што се потпишаа на ист ваков закон кој што исто така е поднесен во процедура по скратена постапка. Но би сакал да потенцирам зошто јас се одлучив да го предложам овој закон по итна постапка, која што е различна и посебно од колегите кои што се потпишаа на претходниот закон. На почетокот да отстранам дилема, дописот до вас е до председател на собрание, но не сте именуван со име и со презиме, и пратеничката група никогаш нема, пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата никогаш нема да ви именуваат како председател, но нема да дозволиме да влеземе во замката да не ги користиме нашите права и можности од деловникот, заради тоа што ова е дом на сите граѓани, ова е дом на сите пратеници, не е дом нити само на Илија Димовски, не е дом нити само на Талат Джафери, Оливер Спасовски или било кој друг пратеник. Затоа потенцирам, ние максимално ангажирано ќе бидеме вклучени во сите работи во собранието и нема да дозволиме да бидат злоупотребувани институциите на државата. Да се вратам по итност. Се одлучив да го предложам овој закон поединечно, заради тоа што се уште постои сомнеш дали ново формираното владеачко мнозинство искрено сака да го испочитува оној договор од пред 3 недели за закажување на локални избори во Република Македонија, договорени помеѓу сите парламентарни партии да се одржат на 15 октомври, а во меѓувреме се продолжи мандатот на сите градоначалници и совети на единиците на локална самоуправа, заради тоа што веќе 3 недели се соочуваат сите градоначалници без разлика на политичката партија на која што припаѓаат или независни градоначалници, советници, се соочуваат со сериозни проблеми во своето функционирање од аспект на неможност да потпишуваат никакви акти, никакви документи, никакви одобренија, решенија, согласности, сето она што е нормални побарувања од страна на граѓаните. Иако пред 3 недели беше кажано дека парламентарното мнозинство е спремно веднаш да го донесе овој закон, некако поминаа 3 недели и ние навистина немаме многу простор, бар во оваа фаза да се чувствуваме комотни, дека дадениот збор од страна на парламентарното мнозинство ќе биде испочитуван. Затоа, за да се отстрани проблемот кој што го има локалната самоуправа, за кој што сме свесни сите, верувам, заради тоа што сите имаме потреба од локалната самоуправа, сите граѓани имаат потреба од локалната самоуправа, но и да се отстрани сомнежот дека можеби станува збор за некакво политичко повлекување напред-назад на парламентарното мнозинство, јас се одлучив, иако реков се заблагодарувам на колегите пратеници што се потпишаа низ ваков закон по скратена постапка, се одлучив да го поднесам овој закон по итна постапка, би замолил во духот на некакво разбирање да биде прифатен предлогот за итност, заради тоа што ги исполнува деловничките услови за итност, заради тоа што имаме нарушување во функционалноста на системот. Не инсистирам тоа да биде и нема да побарам тоа да биде точка на дневен ред пред точката за избор на влада во секој случај. Сум свесен дека тоа е некаков си приоритет, но веднаш после изборот на влада оваа точка може апсолутно да остане на дневниот ред. Мислам дека тоа е и некаква коректен предлог, да не вие помислите дека преку овој предлог некој сака да одолговлекува избор на влада, од друга страна да покажете еден гест дека навистина стоите на зборот што сте го дале. Затоа апелирам до парламентарното мнозинство да го поддржи нашиот предлог по итна постапка овој закон да биде ставен на дневен ред за денешната седница на собранието. Нека биде, значи нема да побарам да биде прва точка, нека си биде прва точка избор на влада, ова нека биде втора точка, за да можеме побрзо да постапиме и да одлучиме. Благодарам.